Јас сум Ѓорги Трајков, доаѓам од Струмица на лекување во клиниката Жан Митрев. Моето доаѓање повеќе беше случајно. Бев на преглед во поликлиниката Филип II во Струмица, која што работи во состав на клиниката Жан Митрев. Докторката Виолета Божинова преку ехо преглед констатира дека имам проширена аорта, или како стручно викаат, аневризма. Ја прашав дали постои некаков можност, некој начин тоа тераписки да се реши. Ми рече дека за ова не постои лек со терапија. Единствен излез е оперативен зафат. Ми објасни сето тоа како оде и дилемата беше или операција, или она најлошото. Јас прифатив. Дојдов во клиниката, прв пат влегувам во оваа зграда, во клиниката Жан Митрев. Првиот впечаток, уште од надворешноста, беше фасцинантен. Кога влегов внатре, навистина ентериер простор за воодушевување. По приемот кај лекарите, веднаш се почна со редоследно испитување на работите. Ми остави впечаток што овде пациентите не треба да одат од врата на врата, сами да прашуваат, туку има одредено лице, медицинско лице, кој го проведува пациентот од една до друга просторија, сите испитувања што треба да се извршат. По извршените испитувања ми закажа ден за прием, дојдов, ме примија, ме сместија во оваа просторија и кога ги разгледав сите простории, навистина бев воодушевен од она што го гледам. Секаде врвна медицинска технологија, врвен амбиент, љубезност кај луѓето, кај персоналот, така да впечатокот беше на висина. Кога дојде ден за оперативен зафат, психолошки ме подготвеа сето тоа да го поднесам, за да нема никакви изненадувања. Јас психолошки навистина се подготвив и започна оперативниот тек. И тоа исто ми остави впечаток дека додека да се стигне до главната операцијска сала, се поминува низ неколку, така да ги речам, комори, простории, и во секоја просторија некој посебен амбиент. И тој амбиент фактички те подготвува за главниот настан што треба да се изврши. Така што едноставно сето тоа го примив како нормална појава, дека така треба да биде. По извршената интервенција бев сместен на интензивно оделение, персоналот си ја гледа својата работа и ми остави впечаток така, кога ги гледам луѓето како работат, повеќе ми заличи како на едно пчелно семејство. Сите брзаат, сите одат, секој си знае својата работа, не забележав персоналот меѓу себе да се дофрлаат, да има недоразбирања,
Затоа споредно со пчелно семејство. Ако пчелното семејство подарува мед, клиниката Жан Митрев подарува живот. И од овој аспект гледано, сметам дека оваа клиника си има свое високо реноме во медицинската струка. И затоа оваа клиника изобилува со професионалност и со највисока стручност, предводена од академик доктор Жан Митрев. Ако треба да се каже, со зборовите професионалност и највисока стручност, може да се гордееме или да кажеме шибена поговорка на светско ниво, а наше е. Наше е тука во Македонија. И оваа клиника треба да биде наша македонска гордост, што ја имаме. Им препорачувам на пациентите кои од било каква болест боледуваат, да побараат помош и спас тука, во оваа клиника, бидејќи имаат стручен кадар не само за абдоменални болести, туку за било кои. Исто така ме остави впечаток дека иако нешто не се пријавил порано од некакво друго болест, пријави слободно, ќе ти пуштат човек, специјалист, да те прегледа. Повеќе ми остави впечаток за одредени испитувања. Не оди пациентот кај докторот, туку докторот со апаратурата доаѓа кај пациентот, што е навистина чекор напред и охрабрување за пациентите. Зошто односот на медицинскиот персонал и пациентот е многу битен за психолошката подготовка на пациентот. Така да од овој престој во оваа клиника, уште еднаш ќе кажам, јас сум крајно благодарен. И за да се види тоа, треба да се искаже со зборови, зашто некои пати не достигаат доволно зборови, сето она што е позитивно, да може да се искаже. Но пред се врната и професионалната стручност на високостручниот медицински кадар дава резултати. Тој резултат и јас го имам и им посакувам на сите што ќе се најдат во било каква здравствена ситуација да го доживеат истото. Здрави и живи да се вратат дома.